Начинот на кој фондот плаќа кон аптеките сега е следниот. Ние добиваме фактура од поединечни аптеки, односно како ПЗУ, за одреден месец со приложени рецепти. На годишно ниво се 23-24 милиона рецепти. И сега, барем до сега, единствена контрола што имаме, ние мора да ги прифатиме тие рецепти како веродостојни. Дека стварно вистински осигурено лице, вистински човек отишол во таа аптека и навистина го подобно тој лек. Меѓутоа, дали подобно 1, 2, 3 или 10 лекови, не можеме да го направиме без мануелна контрола. Сега, колку е далеко од... Значи, не сакам да преодицирам ништо, но, значи, дека се можни злоупотреби кај одредени матични лекари се можни. Се слушат разни шпекулации дека одреден процент на лекови кои се издават преку позитивната листа завршуваат на пазари во соседни земји. Веќе што би требало да се случи да има, веќе кога е толку сложен процес... Или имате индици за такво нешто? И има индици и има шпекулации. Меѓутоа дека има, сите знаеме дека има одреден процент што завршуваат во соседни земји. Се земаат од аптеките и се продаваат надвор. И што би требало да се случи да системот е 100% независен човечки фактор? Тоа беше интенцијата на така наречената здравствена картичка, која е дигитален подпис дека вие, како Менче Точи, навистина сте биле кај матичен лекар. Тик, значи, навистина биле таму. Матичниот издава рецепт, кој треба да биде рецепт, електронски рецепт, што патем речено ќе биде меѓу првите проекти што ќе направиме, доаѓа кај фондот, со иста картичка оде во аптека, го подига лекот, така, и во тој момент истиот рецепт доаѓа во фондот и имаме мечинг дека човекот навистина бил кај матичниот лекар, навистина бил во аптеката и има мечинг на двата процеси. Во недостаток на таков електронски мечинг, во сложен систем со 25 милиона рецепти на годишно ниво, апсолутно е можно злоупотреба. И знаеме од искуството во регионот пред да воведат електронско здравствено досие, дека тоа се случувало. И нема причина зашто сме наивни да мислиме дека тоа не се случува овде. Но добрите вести се дека тоа ќе го решиме во наредните 2 години, а со рецептот и многу побрзо. Зошто мора да постојат квоти? Квотите Зошто се ограничени? Па знаете зошто квотите? Квотите е систем во кој викаш следното. Знаеме дека е можно злоупотреби, но ќе го лимитираме буџет. Значи квотите е можеби не е соодветен термин, веќе квоти повеќе асоцира на број. Буџетот е лимитиран за и во рамките на тој буџет. Да, во рамките на тој буџет одредена аптека може да издавува одреден број на лекови спрема продажната цена на тој лек. Значи, механизмот на воспоставување на буџет е механизам со кој се контролира парите, максималниот износ на пари кои се потроши, бидејќи системот на еден начин кажува дека ние не сме сигурни дека нема да имаме злоупотреба. Бидејќи ако се вратиме на процес што го обяснав, ако имаме електронска здравствена картичка која е поврзана системски со фондот со здравство и секоја аптека и секој матичен лекар, не ти е потребно систем во кој знам како функционира во Австралија. Јас можам да отидам и не ти е потребен впрочем и системот на матичен лекар, бидејќи секој лекар го има твоето електронско досие на увид. Значи можеш да отидеш во било кој лекар на примерно ниво, ти издава рецепта, по електронски пат може да ја подигнеш од било каде и системот е сигурен дека нема злоупотреби. И кога системот е сигурен дека нема злоупотреби, не ти е потребен ниту систем на квоти, ниту систем на лимитирани буџет. Бидејќи си 100% сигурен точно колку се троши на лекови. Во овој момент системот не може да биде 100% сигурен во веродостојноста на колку се троши на лекови или колку би се трошило на лекови, доколку кажеме дека не постои буџет. Значи фондот нема потполен увид во рецептите? Апсолутно немало. Квотите се покажаа како неуспешни и како заштитен механизам? На крајот страдаат пациенти. Од аспект на финансиски аспект, условно речено успешен, бидејќи ставува горен плафон. За вас. Да. Меѓутоа, дали најдобро ги обслужува? Осигуреници си купуваат лекови. Но повторно, сакам. Можеби некој злоупотребува на одним. Значи има тука и елементи на злоупотреба и елементи на јас сум сигурен дека имаме елементи на домашни аптеки, односно навика да се да прават домашни аптеки. Во смисла дека можеби прибираме повеќе лекови од колку што треба, бидејќи не веруваат токму поради овој психолошки момент дека не дај Боже, како што би рекле, така да не се нема квота следниот месец. Значи тоа е еден само исполнувачки процес кога луѓето ќе на некој начин изгубат доверба
во системот. И тоа е тоа што се има случило последните 10 години. А тоа ќе се реши само по пат на електронско здравствено досие.